почитуван председател со комисијата Арта, почитувани пратеници, почитувани медиуми, го почнавме сетот на закони кои значи поништување на македонското законодавство, кои значи поништување на се што сме градели како систем, меѓутоа и поништување на се она што имаме подпишано како конвенции во оваа држава. Пред точно една недела во Собранието на Република Македонија ја разгледувавме Конвенцијата за заштита на трудот. Тоа ја разгледувавме на комисија, треба таа конвенција да стигне на ратификацијата на пленарна седница. Не ми е јасно како ќе подпишеме ние Конвенција за заштита на трудот, кога трудот со овој закон кој е предмет денес на расправа апсолутно е помножен со нула. Кога јасно доставаме до знање дека оваа владеачко мнозинство на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ апсолутно не се грижи за работниците. Апсолутно не се грижи за заштита на работниците. Со овој закон се поништуваат сите можни конвенции и сите прописи во Европската Унија кои се однесуваат на заштита на работа на трудот. Кога земав збор на таа ратификација, од страна на Социјалдемократскиот сојуз ми беше речено дека нема да бидат 60 работни часа. И навистина тоа се случи со овој закон и дојдовме до соломонско решение место 60 работни часа во текот на неделата да имаме 40 плюс 20 работни часа, што според Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија не е исто. Значи, работниците нема да работат 60 работни часа во неделата, туку ќе работат 40 работни часа плюс 20 работни часа. И со тоа ќе се задоволат условите од договорот кој е подпишан, меѓутоа кој член падна на Уставниот суд во Република Македонија. И сега, кое е соломонско решение? Членот 60 работни часа не постои, не екзистира, меѓутоа во пракса ќе имаме 40 плюс 20 работни часа. Дури оваа решение, што го понуди сега во моментот Министерството за труд и социјала, значи неограничено работно време. 40 плюс X, колку ќе сака работодавач. Може и повеќе од 20, може и 30 часа да биде. Затоа што немаме лимит. Лимит е само небото и парите за оваа коалиција. И тоа парите колку ќе завршат во личните джебови на големците од Социјалдемократскиот сојуз, а пред се во моментот од ДУИ. Затоа што гледаме дека ова на некој начин поделба на пленови, ова припаѓа на ДУИ. Доминантно. Некои други работи припаѓаат на СДС. И во такви околности ние збориме за демократија, збориме за европски вредности, збориме за цивилизацијски вредности во ситуација кога државата апсолутно не функционира. И се чудам на сите работени во Министерство за односи на сите од владата кои ќе спомнат Европска Унија. Каква Европска Унија? Со кои вредности ние ќе влеземе во Европската Унија? Со најкорумпираното општество во Европа? Со најкорумпираните министри? Со најкорумпираната влада? Со најкорумпираните партии? Како тоа го замислувате? Веќе министрите се изгубени во тоа што го имат кажено, ветено или изјавено во медиумите. Зашто Тренчевска бега да се подпише од овој закон? Затоа што има дадено 10 изјави, каде што кажува дека ова нема да помине. И сега мора да го мести колегата, заменик министрот. Тренчевска треба да одговори дали стои за овој закон. Кои се тие права на работниците? Кој е тој социјален диалог? Кои се тука надлежностите на Министерството за труд и социјала? Да ги штити работниците или да ги газе работниците? Зошто ни е сето ова потребно? Зошто сите мора да молчат затоа што некој едноставно сака да избутка? Што сака да избутка?
Многу штетен договор. Договор кој во моментот вреди 1.300.000 или 1.500.000, не знаеме колку, меѓутоа во таа сума на пари немаме клучна рака. Прво и основно, ако го видите договорот, многу ставки се без цена, без пресметана крајна вредност. Договорот го знаеме од свиркачи, затоа што договорот го дадоа. Не знаеме само дали е последната верзија за да поднесеме кривични пријави. Тоа го чекаме, да го видиме последната верзија за да си добиете кривични пријави. Вашите мокници да добијат кривични пријави и да одговараат за тоа што го подпишале. За да одговараат каков надзор избрале, за да одговараат како може, почитувана колешке, 1 метар кубен ископ да биде 3 пати поскап од тоа што го работи Гранит на 10 локации. Тоа вие како известен познавач на полициските ситуации треба да го одговорите. Како може 1 метар кубен да биде 3 пати поскап копањето? Тоа треба да ве се интересира, не да се смеете. Ова е премногу сериозно. 3 пати. Тоа што вас ве задоволуваат со некои ситни бенефиции, тоа само нека ви служи на чест. А тоа што ја плачка државата, секој ќе одговара во оваа држава. Еден ден мора да има правда. Вие тоа не го направивте. Еден ден оваа општество мора да се рестартира. Мора да видиме кој што подпишува. Мора да видиме каде завршуваат парите. И секој да си одговара. Колку и да ви е смешно. Тоа ќе се случи. Затоа што нема Европска Унија, нема НАТО, нема пријатели во Европската Унија и во Америка ако сме корумпирана држава. Ги тапшаа за рамо и за Телеком, меѓутоа видовме во Соединетите Американски држави има пресуда. Треба да се рефлектира и во нашето судство. Зашо бегаме од вистината? Ке дојдат и таму други сили и ќе одговараат. Сите ќе одговараат. На крај краишта, тоа се пари на граѓаните на Република Македонија. Никој нема право да си игра со парите на државата. И не толку јавно, скривајќи се зад собранието, да подпишува штетни договори кои се катастрофа за државата. Ова што се случува е грабежот на новото време. Се сумарно не е толку колку што е ова во моментот. Затоа што не сакате да гледате реално, овој проект на крајот ќе кошта помеѓу 2,5 и 3 милиарди евра. Тоа се сериозни пари. Тоа се пари кои нема да значат развој на инфраструктурата, туку ќе значат сериозен упад врз буџетот. Со тие пари и железница, и автопатишта, и гасовод, се требаше да направиме. И пола ќе останеа. Немојте да мислите дека некој не ги знае цените. Цените, Гости Вртетово не може да мине повеќе од 3 до 5 милиона евра. Цената на автопатот Битоло Прилеп не може да мине повеќе од 3 милиона евра. На постојачка траса. Кого прават луд во оваа држава? И по секоја цена дополнителни бенефиции, дополнителни можности нешто да се украде. Ништо повеќе од 10 милиона нема да кошта Гостивар Букјочен. Ништо повеќе. Тие се реалните цени. Сето друго е крадење. Благодарам. Ви благодарам.